Јас сум Клара Крсовска и денеска ќе ве презентирам лектирата втората смена, односно приказната за малиот Николче и за неговите авантури на летниот одмор. Надам дека ова ќе ве подигне да прочитате оваа лектира. Автор на оваа дела е Велко Неделковски. Претпоставам дека не се слушнали за него, па затоа во овие неколку реченици ќе ви кажам нешто повеќе. Велко Неделковски, македонски раскажувач, романсиер и драмски писател. Роден на 28 октомври 1946 година во Скопје. Студирал во филозофски факултет и работел во македонската телевизија како драматург и сценарист. Голем дел од своето литературно творештво го посветил токму на децата. Важи за автор чии дела од своето содржина и за стилските особености им се мощни блиски на најмладите. А сега до вас имам едно прашање. Дали кога сте биле заљубени, дали сте имали некој момче или девојче за кое секој ден да сте копнееле? Доколку одговорите да, оваа лектира сигурно ќе ви се допадне. Па да почнеме со содржината. Николче живеел во фамилијата каде што буквата Н била омилена. Неговиот дедо бил крстен Никола, а по него неговиот син Никола, кога го викале Кола, кој бил татко на немалиот Николче. А на мајката и бабата на Николче не му биле важна буквата. Бабата се викала Марија, а мајката на Николче Љупка. Сега започнеме. Еден ден таткото кога се вратил од чаршија, на сите ми кажала радосната вест. Николче бил запишан за летен одмор со своите врсници ученици од училиштето, од сите училишта по неговиот крај. Сите биле пресретни, но бабата и мајката малку биле загрижени. Се прашувале дали Николче е доволно возрастен сам да се грижи за себе, да си ги врши должностите, да си ги мие зъбите навечерто, да се обликува и да биде уреден. Тоа реши со себе да понесе еден дневник во кој ќе ги запишува што му се случува за време на 15-дневниот престој во Струга. Во автобусот кон патот за Струга запознал доста другачија, а ја запознал тетка Оля. Тетка Оля била жената која била задолжена да се грижи за нив. Таа била многу добра жена, а и била кој по немирните била малку пострага, но подеднакво сите ги сакала. Кога стигнале во хотелот, Николче се забавил со своите цимери, со кои 15 дена ќе ја дели собата од хотелот. Тоа биле малиот Собе, небирните близнаци Бане и Цане, кои постојано се задевале еден со друг, Бранко и Костадин Коца. Николче мощно, забавно си го поминувал одмор. Секојдневно нукал, собирал школки, а потоа играл разни игри во дворот на хотелот заедно со своите другари. Еден ден тоа запознал Маргарита. Маргарита била поголема од него 2 цели години, но и без разлика на тоа, тие двајца многу се дружеле. Николче постојано мислел на Маргарита. Еднаш, без размислување, се нурнал во Охридското езеро и барал морска риба за да ја подари. Не бил сигурен, но полека Маргарита почнала да му се допаѓа. На работите не се одвивале секогаш после планираното. Коца и Маргарита се засакале. Маргарита му е сега девојка. Полека деновите изминувале. Николче некогаш тажал, некогаш се игрите се боравил на Маргарита. Но дошло ден кога треба да се замени тоа. Скоро сите девојчиња на враќање се почнале да плачат, бидејќи не сакале да напуштат својата прекрасна авантура во Струга. Николче си дошол дома, радосен дека повторно ќе спие на својот кревет, на својата зелена перница, повторно ќе се капе во својата каба. Започнал да игра шах со дедом, но мислите далеку му лета. Мислел на Маргарита, неговата марка. До кога ли Никола би ја паматал својата љубов? Средно некои цитати на вистина ќе ви остава впечаток, читајќи ја оваа лектира. Јас ќе издвојам еден, а на вас оставам да кажете што мислите за него во коментари. Маргарита Марга Мери. Првата љубов никогаш не се заборава. Што мислите? Дали првата љубов никогаш не се заборава? Дали ти имале вие некој момче или девојче кој ја оставило со скршено срце, па уште го паметите? Инаку, еден интересен факт за оваа книга е тоа што е снимена македонската ТВ серија втората смена во 1988 година во Скопје и Струга, која е направена според текстот на истоимената книга, каде што како сценарист се јавува самиот автор и е во режија на Душе Николовски. Доколку имате можности и начин, можете да ја погледнете во слободно време. Би било убаво да си направите споредба меѓу читанката и визуелната верзија на оваа приказна. Пријатно!